ова прилика сакам да кажам дека денес во Стопанската комора на Македонија, Македонската асоциација за рударство одржува редовна седница и на дневен ред имаме практично само една точка, а тоа е сакаме да се огледаме како енормниот пат на цените на металите ќе влијае врз работа на рударскиот сектор. Веројатно сите знаеме дека рударскиот сектор има значителен удел во севкупното работење на македонското стопанство, а да кажем дека од рударскиот сектор годишниот извоз изнесува околу 150 милиона, 160 милиона евра, од кои над 64-65% е уделот на металичните руди. Бидејќи сме сведоци на енормен и континуиран пат на цените на металите, само да спомнам дека цената на бакарот е падната под 4500 долари по тон, а цената на чинење на производството е над таа цена. Цената на никелот е на енормни 8500 долара, цените на цинкот и оловото се околу 1500 долари и тоа се главно металичните сировини кои се произведуваат во Македонија и бидејќи ова е најголем, апсолутно најголем пат на цените после 2008-2009 година, сакаме да се огледаме како сето ова ќе влијае врз работењето на рудниците. Ние сите сме сведоци и помниме 2004 периодот од 1999 до 2004-2005 година, кога практично сите рудници, особено за металични сировини во Македонија, стоеа, не работеа, како имаше тоа влијание и врз живеењето на градовите кај што се наоѓаат рудниците и опште врз стопанството на Република Македонија. На жалост се повторува ова криза со тоа што јас би сакал да кажам дека кризата ова 2015 година е различна и по мене многу потешка од кризата која беше 2008-2009 година, бидејќи тогаш беше претежно финансиска криза врзана со движењето на капиталот на американскиот пазар, додека сега е многу комплексна, многу покомплексна кризата, врзана е со економијата, со финансии, со политика. Ние сме свесни на политичките движења во светот, на односите на големите сили од Кина, Русија, Америка, Европа и сето тоа на извесен начин си има влијание врз економијата. Сакаме да извлечеме некои заклучоци овде и да ги упатиме и до владата и до државата, да видиме што од тоа можеме да споделиме, што каде може да ни помогне државата, при тоа свесни дека главно се работи за приватни фирми во кои судбината главно сами мораме да си ја решаваме. Едно од ударните моменти беше состојбата на рудниците за олово и цинк Тораница и Злетово, каде што сме сведоци дека веќе 1000 работника, над 1000 рудари не се на работа и еден од заклучоците на нашата Македонска асоциација за рударство е да упатиме барање до владата на Република Македонија со цел да подготвиме и материјали, се со цел да приватизацијата, новата приватизација во овие рудници се реши во најкраток можен период. Тоа ќе биде добро затоа што се работи за рудници со подземна експлоатација, кај што рестартирањето, ако се чека многу долг период, е прилично отежнато. Значи, условите за одржување на редот во подземната експлоатација е специфичен, врзано е со секојдневно присуство на луѓе, на техника, одводнување и така натаму. Би сакале, ние сме сведоци, сакам да кажам дека од осамостојувањето на Македонија до денес, за сите овие 25 години колку е поминат периодот, на жалост, ние немаме отворено ниту еден поголем рудник, особено за метали. Тоа зборува дека отварањето на нови рудници е многу тешко, врзано со
многу испитувања, многу финансии и нашата желба како Македонска асоциација за рударство преди се да се задржат, да се очуват овие рудници, да не ги изгубиме постоечките рудници, затоа што тешко се доаѓа до нови рудници. Беше спомнат моментот дека веќе имаме осипување на рударски кадар од Македонија, затоа што сите работници, рудари кои работат во рудниците на свој начин се финансиски задолжени, имат обврски према семејствата и морат да барат екзистенција, на жалост, надвор од Македонија, а некои од нив може и тешко се враќаат назад. Значи, би сакале ова што се дешава со рудниците Тораница и Злетово што побрзо да се надмине, да максимален број на рударите си останат во државата. Во рударскиот сектор работат над 3500 луѓе, а во рудниците за металични сировини, а вкупно во рударскиот сектор работат над 10.000 работника, така да и рудниците кои навидум не се погодени сега со цените, оние кои произведуваат материјали за градежната индустрија, на известен начин и врз нив ќе се рефлектира целокупната ова состојба. Нашата желба е да ова криза се потрудиме заеднички да ова криза ја надминеме што побезболно, да нема отпуштање на рудари, но веќе колку јас знам, прво ќе дојдат на удар рудниците и преработувачките капацитети, кај што цените енормно паѓаат, а ќе дојдат до удар рудниците кои имаат најниска содржина на метали во рудата, меѓу нив е Бучим од Радовиш, меѓу нив е Злетово со содржината на оловото и цинкот, така да би сакале одреди максимални согледувања да имаме како да се надмине ова состојба. Веќе има најави дека во Фени ќе се преполови производството, Фени е единствениот производител на фероникел во Македонија, ќе се преполови производството и дека ќе биде пратено со времено отпуштање на работници со надомесна плата, не знам, 70%. Ни престои, значи, еден навистина сериозен момент, конкретно за Бучим, од кај што доаѓам, сакам да кажам дека ние очекуваме 2015 година успешно да ја завршиме, но како ќе стартуваме во 2016 година е сосема неизвестно, иако до 2016 година имаме малтене само еден месец. Конкретно барање за рудници кои моментално не работат, а беа во собственост на Индоминерали, тоа се Тораница и Злетово, да се направат максимални напори за рестартирање, реприватизација на тие рудници. Тие се под стечај отидени, таа стечајна постапка да не трае долго, туку да се направат максимални напори во најкраток период да се рестартираат, затоа што на тој начин ќе значи дека ќе може да живеат. Ако долго време стојат рудниците, ќе биде отежната и продажбата и отежнато рестартирањето. Цените се паднати, значи во последните 6 години, денеска се најниските, апсолутно најниските цени на металичните сировини. Конкретно бакарот во максимални некои во 2013 година просечната цена беше $8.250, а денеска е $4.600-4.500. Оловото и цинкот од $2.200, тогаш денеска се на ниво на $1.500. И ова што преживуваме е едини момент, затоа што паралелно со ова имаме изголемувањето на вредноста на доларот со еврото, а ние главно извезуваме во долари, а импутот, влезните материјали ни се во евра и платите се врзани со еврото, така да тој момент, за разлика од многу други сектори кои извезуваат во долари, на нас ни одговара практично. Производните цени се зависи од содржината на металите во рудата. Конкретно за Бучим можам да ви кажам дека денешната цена е $4.500, а нашата производствена цена е $4.600. Ние сме веќе во минус. Слично е и со металичните, со оловото и цинкот, со тоа што, да кажеме, Саса од Македонска каменица, која има побогата руда, тоа помалку го чувствува. Рудниците Злетово и Тораница тоа повеќе ќе го чувствуваат.
никелот, производствената цена над никелот веќе е над цената по која се продава. Цената на никелот денеска е $8.500, а производствени цени сегде во светот се над таа цена. Освен тие што се близу до рудниците, до богати рудници, а такви малку ги има во светот. И е најавено конкретно од Фероникел, бидејќи нашиот собственик произведува фероникел, најавено е редукција на производството на никел воопште во светски размери, затоа што се цените неодрживи.